Добро вечер, во Дневникот во 22 часот ќе гледате. Кумановка болна од карцином остана без стуѓа нега. Компјутери за лицата со посебни потреби. Високите температури ги испразнија улиците. Даниела Бошковиќ, која се бори со карцином на вилицата и грлото на матката, остана без правото на помош и нега од трето лице. Лекарската комисија во Скопје одлучила дека Даниела е способна да се грижи за себе, иако поседува лекарска документација која го потврдува спротивното. Таа е мајка на 2 малолетни деца и живее под кирија. Единствен приход и се 5000 денари од постојаната парична помош, кои не и се доволни за лекови и кирија. Даниела апелира до надлежни да ја преиспитаат одлуката со која и е укината негата, бидејќи таа не е способна сама да заработува. На 34-годишната кумановка Даниела Бошковиќ, која боледува од карцином на вилицата и на грлото на матката, повторно е укинато правото на помош и нега од трето лице, кое на неја и е апсолутно неопходно и потребно. Оваа самохрана мајка на 2 деца вели дека не знае зошто комисијата повторно се одлучила на овој чекор, бидејќи поседува лекарска документација која ја потврдува незината тешка здравствена состојба. Иако се работи само за 3000 денари, тие многу изначат за плаќање на сметките за струја и вода. Па ми значи затоа што живеем под кирија. Толку ја и плаќам киријата. А и другото што се случува сега во овој момент, и негата укината, а и киријата неплатена, и уште газрицата тука што сум, има керка. И таа ми вели до 1 август да се иселам. Колку пати упатувам апел до владата да ми помогне. Граѓаните ми помогнале многу. Тука ќе ја спомнам и Крепос, црквата Свети Никола, во помош нека и на сите па и на мене. А оние што можат, имат поголема моќ, финансиска, духовна не, финансиска, ниту да слушнат, ниту да се обратат на мене, да ми помогнат, а знам дека можат. На младата кумановка лекарите не ја дозволиле трета операција, бидејќи е премногу слаба и не знаат дали ќе ја издржи. Таа во овој момент живее од социјалната помош, која изнесува околу 6000 денари. Вели дека тие средства не истигаат за храна за децата, а не пак за лекови. До сега се снаоѓала со донациите од хуманите граѓани, бидејќи не добива никакви други средства. Во овој момент се знае покривна главата, па потоа моето здравје, за да можам да работам и да си ги гледам своите 2 деца. А првен кров, тоа ми е најбитно. Да, и финансиски средства да работам. Финансиските средства се знае дека ми требаат. Но ако на први јас не знам каде овие 2 деца, немаат каде. Инаку, пред 2 години на Даниела и беше укината социјалната помош, но под притисок на јавноста надлежната лекарска комисија оцени дека е работно неспособна и повторно ја врати. Адвокатот Христијан Георгиевски, кој на Бошковиќ ја обезбеди бесплатна правна помош, се обидува на секој начин да пронајде решение за незината тешка финансиска состојба. Тој нагласи дека овој пат и укината помошта по мислење од стручен тим дека не ги исполнува условите согласно законот. Медицинската документација, особено неподобрувањето на незината влошена здравствена состојба период од 2 години, апсолутно оправдува продолжување на ваквото право на парична помош и ова преметно решение ќе го обжалиме и сметаме дека Министерството за труд и социјална политика ќе има сенс за вакво нешто за да и го продолжи правото. Како еден главен хендикеп за ваквата ненамерна грешка или пропуст, сметаме дека се наоѓа во тоа што стручниот тим нема директен увид за какво лице станува збор. Значи лице кое што е неподвижно со трајни диагнози за функционирање апсолутно заслужува да го користи ова право согласно закон. Тој додаде дека во текот на денот или најдоцна до утре ќе поднесат жалба за решението, но апелираше до институциите да не чекаат одговор од Скопје, бидејќи се работи за личност на која што итно ја потребна помош. Сите хумани граѓани кои што сакаат да ја помогнат на Даниела може да ја исконтактираат на наведениот телефонски број.
Корисниците на услугите во Дневниот центар за посебни потреби денеска добија компјутери од Амбасадата на Република Словенија. Донацијата е резултат на соработката помеѓу секторот за евроинтеграција во општина Куманово и Амбасадата, а има за цел со примена на дигиталната технологија да се подобри развојот на лицата кои престојуваат во центарот. Дневниот центар за лица со посебни потреби, финансиран од Министерството за труд и социјална политика, денеска доби нови компјутери. Донацијата е од Амбасадата на Република Словенија во државава. Компјутерите ги предаде амбасадорот Бранко Раковец во придружба на градоначалникот Зоран Дамјановски, секретарот на општина Куманова Валентина Алексовска, раководителот на секторот за евроинтеграција Горан Митевски и конзулот на Република Словенија Грегор Клеменчиќ. Навистина ме представува посебна чест и задоволство да можем да во име на Амбасадата на Република Словенија во Македонија и во име на Министерството за надворешни работи на Република Словенија да предадам донација на компјутери на центарот. Се надевам дека компјутери ќе подобрат можности за развој за децата. Би сакал при тоа да нагласам дека цениме работа на учителите и за тоа сите сме многу благодарни. Се надевам дека ќе бидете задоволни со оваа донација. Нашата амбасада секогаш со задоволство учествува во такви донации. Се разбира во рамките на нашите реални можности. На крајот би сакал да ви посакувам успешна работа и се најдобро. Донацијата од Словенечката амбасада произлегува од проект изготвен од секторот за европски интеграција и меѓународна соработка во општина Куманово. Ќе се овозможи на овој центар едукација на возможно ниво на луѓе на деца со посебни потреби и луѓето кои работат со нив, значи групата на ентузијасти и волонтери и некои кои работат со проекти овдека да можат преку дигитална технологија, преку интернет да ги вклучуваме во нормална работа. Значи, благодарам за донацијата. Тоа е нешто што го прават за нашиот град, регуларна посета, односно протоколарна посета, во која ги утврдиме соработката на градот со Амбасадата на Република Словенија, зборуваме за економијата, за стопанството, за проширување на соработки во насока на образование, култура и се она што го чини животот на граѓаните во Куманово, што општина Куманова. Со 26 корисници на услугите на Дневниот центар работи екипа од 5 стручни лица. Како вработен во Дневен центар за лица со посебни потреби, во име на целиот Дневен центар, би сакал да се заблагодарам на донација која е дадена од страна на Амбасадата на Република Словенија, да им се заблагодарам, да им посакам многу успешна и плодна работа во Македонија и да посакам и понатака да се дружиме, затоа што ние секогаш како Дневен центар и локална самоуправа сме подготвени за дружење и соработка. Лицата со посебни потреби престојуваат во центарот 5 дена во неделата со обезбеден превоз и храна. Дневниот центар на 12 мај годинава прослави 10 годишно постоење. Намалената фреквенција на граѓани во најтоплиот дел од денот е доказ дека кумановци се запознаени со мерките за заштита од високи температури. Ова го потврдуваат и од општинската организација на Црвен крст, кои неколку години поред поставуваат пунктови низ градот на кои делеа вода на минувачите. Тие и ова лето интензивно ќе работат на укажување на прва помош на граѓаните на кои им е неопходна. Високите температури ги испразнија кумановските улици. Во пладневните часови забележителна беше намалена фреквенција на граѓани. Жешкото сонце ги примора да побараат засолнување под дебелите сенки на дрвјата. Оние кои имаат неодложна работа сепак мораат да се движат низ градот и покрај апелот од медицинските лица да се избегнува излегување од дома во периодот од 10 до 17 часот. Граѓаните кои ги вршат своите обврски во екот на жештините велат дека се запознаени со предложените мерки за заштита и се придржуваат до нив, но сепак се приморани да ги напуштат своите домови. Конзумирање на течности и лесна летна облека се начините со кои кумановци се справуваат со високите температури. Сега да кажам дека не излегувам кога е критичната фаза, ама еве денеска ме фативте на лице место. Меѓутоа има потреба човек, нели? Да излезете ваму те таму, некои потрепштини и ете. Инаку претежно не излегуваме и се пазиме дома
Обавезно лесна облека, памучна облека, леко, течности повеќе пиење, овошје јадење, значи полека храна. Треба да се придржуваме од 10 до 17 часот, ама силом прилике, значи мора кога имаме некоја неодлучна работа, мора да излеземе да ја совршиме. Па се штитиме некако да мораме поусловно по доктори. Дел од граѓаните сметаат дека во градот недостасуваат фонтани и базени во кои би можеле да се разладат. Единствено сенките од дрвјата кои според кумановци се во мал број им нудат ладовина. Нема тука базен, вода, каде, ајде. Каде бе вие? Каде би се штитиле вие? Каде? Виж под сенка, под бор. Каде можеме на друго место? Не излегуваме сега, вака излегуваме под сенка негде, под ладовина. Во изминативе неколку лета Општинската организација на Црвен крст поставуваше пунктови низ градот од кои на граѓаните им се делеше вода, но како што соопшти Иле Митковски, секретарот на организацијата, годинава уште нема потреба од такво нешто. Тој додава дека во соработка со Министерството за здравство летово е предвидена акција во Куманово со која на граѓаните ќе им се мери притисок, ќе се дели вода и ќе им се укажува помош на оние на кои им е потребна. Доколку направите таква акција, они се брзо се наоѓаат тука и се задржуваат, што не е добро. Значи, во секој случај ќе делиме пропаганден материјал, најверојатно нешто вода, и ќе се мерат притисоци и такви работи, така да заедно, значи, со Министерството за здравство ќе завршиме и оваа година, да укажеме на граѓаните дека навистина без големи потреби не е добро да се излегува на вака јако сонце и со голем УВ индекс. Како што изјави Митковски, Црвениот крст нема обврска за помагање на граѓаните во случај на несвестици и вртоглавици во летните периоди, но и покрај тоа нивните волонтери кои што се обучени за укажување на прва помош интервенираат на ваквите случаи. Многу е битно кога ќе приметиш некој човек дека сомнително се движи и слично, тогаш да му се приде веќе тогаш за да се склони на страна, да седне, да ете водичка, да се замие малку, евентуално да се измасира, такви работи, за да може да се повика, може би, ако му е и лошо, и брза помош. Така да, тоа е веќе медицински третман. Меѓутоа, првата помош е многу битна. Според Митковски, кумановци се доволно едуцирани за влијанието и можните последици од топлото летно сонце. Тој истакна дека Општинската организација на Црвен крст секое лето интензивно работи на помагање на граѓаните кои имаат потреба од помош. Во градската библиотека Тане Георгиевски се евидентирани околу 3.500 читатели и бројот постојано е во пораст. Кумановци читаат најразлични жанрови, школски лектири и стручна литература. Библиотеката располага со книжен фонд од околу 195.000 книги и постојано се надополнува. Кумановци сакаат да читаат, а бројот на љубителите на книгата е зголемен во последните 2 години, велат од градската библиотека Тане Георгиевски, каде имаат евидентирано околу 3.500 читатели. Повозрастните се заинтересирани за македонски романи, познати бестселери, криминалистичка и психолошка литература, додека помладите за училишни лектири и стручна литература. Дали претежно повеќе читате книги во летниот период за разлика од другите? Не, исти период, во секој период читам, така нон-стоп сум овде во библиотека. Што мислите, дали библиотеката има голем фонд на избор? Има, не да нема, има. Има, значи голем избор. Да, има. И читате се, немате некој определен? Нема определено, се што ми дојде така до рак, што ми се допаѓа, читам. Библиотеката има книжевен фонд од околу 195.000 книги, од кои 105.000 се за возрастни, а 70.000 за деца. Библиотечниот фонд постојано се надополнува и веќе следната недела се очекува да пристигнат на 100 книги од 10 најпознати издавачи од земјава. Во текот на годината библиотеката прави 3 јавни набавки за книги. Едната е веднаш по саемот на книгата, кога се врши избор на книги од белетристиката. Уште еднаш во годината купуваме книги по слободен избор или белетристика. Тоа е при крајот на годината ноември. Се она што ќе се издаде од саемот до тој период, повторно се купува. И еднаш при крајот на годината купуваме лектири за учениците од основните и од средните училишта.
Градската библиотека располага со електронска база на податоци во која се евидентирани насловите на делата од книжевниот фонд. Сите нови книги се внесуваат во електронскиот каталог, а читателите можат да пребаруваат. 2000 година и наваму започна, односно се одвива трансформација на библиотеките во Македонија и во светот, да речем. Се повеќе се користи новата современа технологија и библиотеката заедно со библиотеките, народните, односно градските библиотеки во Македонија, исто така настојува да го следи тој чекор. Веќе библиотечните процеси се автоматизирани. Работиме во една програма КОБИС, која постојано се надградува. Кумановските автори по промоција на своите дела доставуваат и примероци во Градската библиотека, кои се собираат и чуваат во роднокрајниот оддел. Во фоајето на Центарот за култура Трајко Прокопиев утре вечер во 20 часот ќе се одржи меѓународна поетска вечер. Поетската вечер ја организира Трајко Прокопиев заедно со Центарот за култура Бели Мугри од Кочани. Поезија ќе читаат автори од Македонија, Бугарија, Србија, Црна Гора и Украина. Високите температури ги зголемија пожарите на отворен простор. Вчера пожарникарите 7 часа се бореа со огнените пламени во близина на село Орашац, каде се опожарени 25 хектари сува трева и нискостеблести грмушки, но за среќа нема позначителна материјална штета. Од територијалната противпожарна единица апелираат да се внимава кога се пали огин на отворено и каде се фрлаат од пушоците од цигари. Со зголемување на температурите расти опасноста од пожари во Кумановскиот регион. Вчера, неколку минути пред 14 часот, бил пријавен пожар во близина на Искрен мост, на регионалниот патен правец Куманово Свети Николе. По пријавата, возило на територијалната противпожарна единица со 4 пожарникари се упатило на посоченото место каде што горела сува трева и нискостеблести грмушки. Откако екипата не успела да го локализира огнот, било ангажирано уште едно возило, а интервенцијата на пожарникарите траела до 20 часот. Огнот опожари 25 хектари површина, но нема причинето позначителна материјална штета, иако постоела опасност преку ридот огнените пламени да се спуштат и до селото Орашац. Околностите под кои настанал пожарот се уште се истражуваат, но кумановските пожарникари апелираат граѓаните да внимаваат кога палат огин на отворено и каде се фрлаат од пушоци од цигари. Не треба да се пали, поготово сега на овие горештини. Колку е можно повеќе луѓето да избегнуваат палење на отворен простор, бидејќи и казнива со закон. Би апелирал до граѓаните колку е можно да се уздржуваат на некој начин од тоа палење, иако знаеме дека кај нас тоа е одомачена работа. Значи, сега како се во тек жетвените активности, се уште луѓето внимаваат како се внесуваат во палењата. Меѓутоа, по завршување на жетва почнува масовно палење. Затоа би апелирал да не палат. Не знам од кои причини го палат, навистина. Меѓутоа, казниво е со закон и тој што ќе биде фатен, ќе биде ригорозно казнет. Вработените во територијалната противпожарна единица се постојано подготвени да одговорат на секој повик, бидејќи очекуваат несовесноста на граѓаните и високите температури да го зголемат бројот на пожарите. Кумановец украл електрично бројло од зграда кој го монтирал на својата викендичка. Подоцна побарал помош од вработен во ЕВН кој изготвил работен налог во кој внел невистините податоци и незаконски го регистрирал електричното бројло на локацијата од каде е украдено. Двајцата заработија кривични пријави. Кумановската полиција поднесе кривична пријава против АА, 20 годишен од Куманово, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело тешка кражба, и против ИИ, 48 годишен од село Лојане Кумановско, вработен во ЕВН Македонија заради сторени кривични дела, помагање во врска со тешка кражба, злоупотреба на службена положба и овластување и фалсификување на службена исправа. На почетокот на 2012 година прво пријавениот во зграда на улица
Македонската народна револуција извршил тешка кражба на електрично броило, кое подоцна го монтирал и приклучил на електрична мрежа во неговата викендица на Пченски пат. Второ пријавениот во февруари 2012 година, иако знаел дека електричното броило е украдено, изготвил работен налог во кој внел невистините податоци, го потпишал налогот и незаконски го регистрирал како да е корисник и како електричното броило да се наоѓа на локацијата од каде е украдено. Во Куманово денеска времето беше сончево и многу топло. Максималната температура изнесуваше 34 степени, а минималната 18 степени Целзиусови. Дуваше слаб северозападен ветер. За утре се најавува слично време, сончево и топло. Дневната температура ќе достигне до 34 степен, а утринската до 18 степени Целзиусови. Ова беше се во Дневникот во 22 часот. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.